православните и католиците, и они имаат дневни молитви, кои што се повеќе на број. А ако кај нас се 5, кај нив се повеќе. Тие ги обавуваат само тие што се активни членови во монашките редови. Затоа има и во некои филозофски книги и кај муслиманите која се зборува која е првата должност на човекот, велат ешек, значи сомнеж. И не мислам дека и по другиве јазици, не знам дали постои таков концепт, како во исламот, например, што многу се форсира. Гревот ти го стврднува срцето, додека доброто дело ти го омекнува срцето. Силен е оној човек кој што се контролира себе си во моментот на лутина. Луѓето често пати не се враќаат, не се оддалечуваат од гревот или не се оддалечуваат од некоја незгодна ситуација, бидејќи сакаат да го реализираат или да го направат да биде победник, да биде именно тој. Дали постот во Рамазан влијае врз тоа ти да станеш поредовен? Да, апсолутно. Постои еден синдром сега дефиниран јасно од страна на лекарите, fear of missing out синдром. Значи луѓето имаат страв толку многу што се поврзани со телефоните нивни и со вестите што доаѓаат од социјалните мрежи и од оговарањата што се прават. И еве сега нели актуелно ова со Epstein Files и што не друго. Бисмиллахир-рахманир-рахим, во името на Аллах, се милостивиот, милостивиот. Почитувани браќа и сестри, вие што го следите подкастот Диван, се наоѓаме на почетокот на нова епизода, фристайл епизода на подкастот Диван. Вечерашен гостин со нас за да поразговараме за духовната и за телесната детоксификација од текот на Рамазан е докторот Детоксикација. Добро, може и така да. И детоксикација и детоксификација, да. Мислам дека не измениш едното и другото. Детоксикација, детоксикација, не детоксификација. Да не ми звучеше како ова, како се кажа. Топлификација. Почитуваниот доктор Гузим Браими, на кого му искажуваме добре дете во нашиот подкаст. Неколку пати веќе бил гостин и на македонски и на албански. Верувам дека ќе биде една убава дружење. Убава дискусија. Мислам дека се стремиме кон тоа. Моабет без значи без некои како се кажа пренемагање, туку ќе си разговараме слободно. Ова мислам дека ќе биде прв пат да имаме подкаст, да снимаме каде што нема да биде толку структуриран разговорот, туку навистина ќе биде мухабет, што се вели во правата смисла на зборот. Така ќе се целта е, бидејќи често пати кога имаме прашањата поставени, се држиме од тоа сценарij и некои работи кои што можеби ни текнуваат во тој момент, заради сценариото ние ги избегнуваме, а можеби тие се вистинските бисери кои што може да произлезат од овој наш разговор. Ајде, иншалла. Често пати луѓето, ова е моје некое не е долго животно искуство, но кога луѓето некогаш оставаат на спонтаноста, се вика спонтаност или не? Или детоксификација? Спонтанитетот, како? Спонтаност или спонтанитетот. Работи излегуваат многу подобри и да се надеваме дека ќе ги мотивираме и нашите гледачи што не следат, браќа и сестри, да останат со нас до крајот на емисијата. Би сакал да не заборавам да ја повикам да станете членови на нашиот, да не заследите на Facebook, исто така и да направите претплата или subscribe на нашиот канал Белик МК на YouTube. Со нас исто така вечерва, денеска малце, ќе биде порелаксиран моабетот, бидејќи не е сам. Минатиот пат беше сам и малце му беше тешко. Почитуваниот доктор Фатмир, @Ковачи, кој што ќе ја збогати нашата дискусија. Значи, он многу подобро се наоѓа себе си во улога на критик,
како од страна наблюдувач, него што активен учествувач, протагонист, а? Професионална деформација на албанците, тоа да од страна гледаат и да се да прават. Да. Correct people. Метафорите околу тие што играат шах ги знаат, секогаш тој што гледа од страна ги гледа сите потези, ама дојди седни па и ти и кога ќе играш против противник не може баш убаво да ги видиш, да. Или па овие за фудбалот што го користат тоа као од клупа многу лесно да ме се гледа, ама дојди и ти приклучи се во играта, да, во теренот и ќе видиш дека не е така. Фудбалското игралиште, па да видиме како ќе се снајдеш. Поштован доктор, се наоѓаме значи во пресред на месецот Рамазан. И би сакале да зборуваме, како што реков на почетокот, за тоа како би требало да го доживееме месецот Рамазан и како од тој месец да направиме месец на една духовна интроспекција. Си го слушнал збор? Интроспекција? Машалла. И да се обидеме од овој Рамазан да излеземе подобри и значи подобри верници и луѓе кои што не се само моментално практикувачи на верата, туку да се осигураме еден континуитет и во понатамошниот живот. И секој овој разговор да го почнем со можеби едно формално прашање, дали се сеќавате на вашите први рамазански денови кога сте ги постеле и како беше тоа чувство? Ние знаеме како деца го памтевме Рамазан по тоа што чекавме да се запалат светилките, кандилите. Се кажа кандили? Јандила кандила. На минарињата и да побрзаме кон нашите домови, да им кажеме дека е времето на ифтар и тоа беше можеби најсреќниот и најрадосниот момент. Да, ти благодарам многу, Оџа. Не можам да кажам дека точно се сеќавам кога за прв пат во животот сум го постел Рамазанот како месец од целосна должина, меѓутоа се сеќавам како дете, пошто во тоа време кога јас нели кај нас обично имаме практика да децата ги охрабруваме да почнат на почетокот со поладен пост, нели ги будиме за суфури, тие сакат многу да бидат дел од таа заедничка трпеза, да присуствуваат и башка нели и верски е тоа подкрепено со зборовите на нашиот пејгамбер салаллаху алейхи ве селем дека суфурот има многу берекет во него. Тасахару фаинна фи сехури берекет. Станувајте во времето на сехур и јадете во тој оброк, затоа што во тој оброк е берекет. Тоа е последниот дел од ноќта во кое што има многу хадиси кои се зборуваат дека побожните луѓе и првите генерации и сите верници во текот на историјата на верите и на религиите се спомна дека нивна особина била дека во тоа време барале прошка од Бога. Обил есхари хум јестагфирун. И во времето на сехур тие бараат прошка од нивниот Господар. Може ли сега наместо да го одговорам прашањето, една паралела да направиме? Може. Исто така и христијаните, православните и католиците, и они имаат дневни молитви, кои што се повеќе на број. А ако кај нас се 5, кај нив се повеќе. Тие ги обавуваат само тие што се активни членови во монашките редови. И ако одите во било кој манастир, во Македонија, они ќе ви кажат кои се тие дневни молитви. Една од тие молитви е ова: пред изгреј сонцето. Меѓутоа тие го опишуваат тоа не како време како ние, нели, каде што го чувствуваме присуството на мелеците, на ангелите, го чувствуваме тој берекетот, го чувствуваме Бога дека е најближен до нас и дека можеме послободно да му се обраќаме со надежта и убеденоста дека нашите молитви ќе бидат одговорени, туку они го опишуваат тоа како времето на сомнежот. Дека тогаш они најмногу го чувствуваат тој сомнеж, пошто во христијанството тоа е охрабрен сомнежот, не се гледа како лошо нешто, туку демек тоа покажува, тоа е доказ за верата, да. Преку сомнежот тие сметаат дека нивната убеденост ќе биде потцврста и верувањето ќе биде потцврста. Да. Затоа има и во некои филозофски книги и кај муслиманите кога се зборува која е првата должност на човекот, велат шек, значи сомнежот. Зошто сомнежот? Затоа што ти преку сомнежот
ќе изнајдеш аргументи кои што го потврдуваат присуството на Бога и ќе го останеш тој сомнеш и ќе станеш убеден верник. Иако по автентичното и по исправното мислење е дека првата должност на човекот на овој свет е да биде верник, да верува во Бога, кој што го создал. Извините, прекинем. Ќе продолжиме, значи се враќаме пак на таа првобитната тема и прашањето што ми го поставивте. Станува детето за суфур, се радува на приликата, нели, ова е нешто многу радикално поразлично од секојдневието негово. Станува во време кое што не е карактеристично за станување, јаде во време кое што не е карактеристично и го почнува утрешниот ден, нели, со абстинирање од вода и од храна, што исто така е некарактеристично за него. Се навикнува, нели, започнува со половина ден, па потоа, нели, наредната година обично ги охрабруваме да почнат по еден целосен ден да постат. Јас сме имал таа среќа затоа што Рамазанот бил за време на овие зимски месеци, денот бил многу краток и затоа било многу полесно од моја страна да се пости. Нели, почнуваме па со првиот, средниот и последниот ден, па иншала со надежта дека некаде веќе околу 7, 8 или 9 година од животот почнуваат децата да постат своеволно. Нормално во верата наша нема присилно действување за апсолутно ништо и своеволно почнуваат да си го постат месецот. Месец кој што е, нели, исполнет со многу береке, со многу радост за верникот и со како да го преведеме тоа, омекнување на срцето. Ама мислам дека не го има ова во македонскиот жаргон речник, омекнување на срцето. Или мислам дека и по другиве јазици, не знам дали постои таков концепт, како во исламот, например, што многу се форсира. Гревот ти го стврднува срцето, додека доброто дело ти го омекнува срцето. Како да го преведеме, јас многу често со пријатели кога сме и ги дискутираме карактеристиките на сахабиите, Аллаховата милост да ја на сите нив, они се мажи во права, нели, смисла на зборот. Мажи, што значи они се војни, они се храбри, се смели, не се плашат од смртта, од друга страна, кога се во присуството на нашиот посланик салаллаху алейхи ве селем, они од неговите зборови толку се ежа, толку се, нели, трогнуваат емотивно, што плачат, толку многу плачат, описот е нивните бради стануваат, нели, мокри од солзите нивни. И тоа, нели, денешно време се форсира едно нешто околу кое што можеме да се согласиме, нели, дека мажественоста како концепт и како појава драстично е намалена кај денешниве генерации споредбено, нели, со поранешните. И сега секогаш кога има некој таков пресврт, има и контрареакција на тоа. И сега има некои струи кои што се обидуваат као демек наводно да ја вратат таа мажественост, ама таа обично нема толку контакт со исламскиот концепт на мажественост. Значи тој мажот што е храбар, смел, мачо. Да, ама не, тој исто така и плаче, додека во мачо концептот на маж не смее да плачат. Мора да конзумира алкохол, мора да биде да земе дрога, да биде деструктивен, да не биде чиста, да биде повеќе кон криминалот. Да, мислам и често така и тоа го прикажува да биде, значи, на тој начин. Додека нашиот концепт за недозволени односи со повеќе жени, тоа е мачото. Да, мачото, додека во исламскиот концепт на мажественост воопшто тоа не е ни спомнато. Многу убаво го спомнав. Може би јавко ќе ни се придружи ова. Концептот на сила кај луѓето често пати е погрешно разбран. Божиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ве селем ги прашал еднаш своите асаби кога го сметате за силен. Тогаш тие одговориле дека силен оној човек кој што може да собори друг човек. Значи има повеќе посилен. Но тогаш Мухамед алейхи селем вели силен е оној човек кој што се контролира себе си во моментот на лутина. Субханаллах. Значи тоа што го спомнав како мажественост или мачо, мен, не е во потполна согласно со она што е во исламот. Значи, во исламот кој се смета за племенит, кој се смета за витез, кој се смета оној кој што ја контролира својата лутина. И оној кој што не се одмаздува
и во моментот кога има можност да ја спроведе својата одмазда, да му се одмази на некој. Туку повеќе простува. Ние минатиот пат спомнавме со Фатмир дека трпеливоста кога е? Трпеливоста од тој кој што е слаб и не може да возврати на направената неправда, таа веќе може да кажеме дека е трпеливост, но во нејзе има Присилна трпеливост, однемање на однемање чаре, немам да. чаре, што мора да трпели. Дека трпеливоста од човекот кој што е посилен, помоќен и може да му возврати на тој кој што го навредил или му направил некоја неправда или физички го нападнал, во овој момент таа трпеливост е таа која што е извор или извира од племенитоста на тој човек кој што навистина е машко. Риджалун. Аллах во Куранот го користи зборот риджалун. Ла тулхихим тиджаратун вала бајун ан зикрилlah. Тоа се мажи луѓе кои што ниту трговијата, ниту купопродажбата не ги одвраќа од спомнувањето на Бога. Сега не сакам да видам погрешно разбран. Нашите сестри и тие можат да имаат особини, значи ова е само начинот како се изразил Аллах субхана таала во неговата благородна книга. Но тоа не значи дека и жените немаат такви, може би погрешно да кажеме, мажествени особини, но се работи за силна личност која што ги има овие особини на трпелив верник, на верник кој што се обидува да биде истраен во неговата вера и се обидува, значи да на лошото да одврати, значи да реагира со добрина и со трпение. И затоа многу е битно во месецот Рамазан да се направи една, како што рековме, внатрешна анализа и да видиме колку навистина ние можеме да го победиме нашето собствено его. Бидејќи во ова наше време луѓето често пати не се враќаат, не се оддалечуваат од гревот или не се оддалечуваат од некоја незгодна ситуација, бидејќи сакаат да го реализираат или да го направат да биде победник, да биде нивното его. Значи да биде исполнето она што тие го посакуваат. Додека во месецот Рамазан е моментот во кој што ние му се починуваме на Бога и со тоа починување на Бога ние го едуцираме нашиот нефс, го воспитуваме или како што рековме, го омекнуваме нашето срце за да стане повосприемливо кон советите на Аллах Джелешано, кон советите на Божиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва салем. На децата најчесто советот што им се дава кога постат, Да? и тоа на кој што нели ги повикуваат на нив да се присетат, гледаш како е, нели дете како дете ќе се пожали, ќе рече мамо ми се пие, мамо ми се јаде, и она ќе го искористи тој момент како прво нели да му каже биди трпелив, гледаш колку е тешко да се биде трпелив, Да. ама трпението е клучот на успехот и второто нешто што ќе обично ќе му каже Гледаш на како дете има тие кои што нема. да. И како дете знам дека тоа јас сам сум го почувствувал нормално на мојата кожа. Многу сум се трогнал на тоа и срцето постои и онака и на децата им омекнува за месецот Рамазан Повеќе повеќе. едуцираат и се спремаат за еднината се подrekуваат. Да. Ама тоа знам дека на дете нели ги гледа неговите врсници што простаат или на пример што се посиромашни. Децата се многу свесни околу тоа кој има и кој нема, кој колку има, кој колку нема. И меѓутоа не знам дали можат целосно да емпатизираат со тоа. У моментот што он ќе се стави во положба да нема за јадење, да нема за пиење, стари овој случај или тоа го прави на своеволна база, многу подруго ќе се почувствува. Се поистоветува со Да. нив полесно. Значи, да малку посликовито да прикажеме ситуацијата. Значи, човекот е во неговиот дом, во неговиот, да кажеме, во неговата кујна, во неговиот фрижидер, има сите видови на храна која му е дозволена. Во суштина. Во суштина, да. Во тој
но тој се лишува сами од себе си од таа храна, иако му е на располагање, како викаат во Србите, на дохват му е. На изволте. На изволта му, да. И тоа го прави за да го задоволи неговиот Господ Аллах Џелешано, и како резултат на тоа тој го чувствува тоа што го чувствува тие кои што се стави на искушение. И потоа тоа го мотивира тој да биде подалежлив и по-солидарен со неговата. И вишокот од храна што го има, да го сподели со другите. И да го сподели, да. Значи, тоа се главните моменти што ми текнуваат и јас за време на рамазанскиот пост, како сум се чувствувал како дете, додека во текот на понатамошните години не сум практикувал клањање редовно 5 пати на ден, и Рамазанот нормално, како сите други верници, многу сум му се радовал, затоа што ми било полесно или секој сум бил потикнат од некој внатрешен потик, да почнам као да клањам по некој вак, по некоја таравија, па ајде да идам и киндија да клањам. Дали постот во Рамазан влијае врз тоа ти да станеш поредовен? Да, апсолутно. Меѓутоа, моментот што завршува рамазанскиот пост, никогаш од тогашниот период на животот, се враќаме на старото. Павличките постати. Дефолт, да, субханаллах, нажалост, да, така било конкретно во мојот случај. И моите сеќавања се највивидни веќе кога сум почнал да практикувам редовно намаз. Тој Рамазан го памтам многу јасно. Ги памтам последните 10 вечери, ја памтам вечерта на Кадар, за кој што веруваме дека е на 27-та вечер за Рамазан. И памтам многу работи, и како што кажав и на почетокот, многу вивидно. Сакам да искористам ова прилика да им упатам на нашите браќи и сестри кои што можеби само како потпрашање, дали тој Рамазан беше еден вид на пресвртница од твојот живот? Дали некои работи веќе после тој Рамазан почна да извршува поинаку? Веќе се потврди, да кажам, мојата под наводници упатеност во верата. Да, пошто имав започнато пред Рамазан, и тоа неколку месеци пред Рамазан, меѓутоа за време на Рамазанот како да се запечати тоа. Како да Господ реши за време на месецот Рамазан, добро, сега ќе бидеш упатен. И тој што, елхамдулилlah, јас се надевам дека така било и дека ќе биде до крајот на животот. Нели, ние секогаш се молиме да нашите срца бидат постојано упатени од страна на Аллах субханаху ва таала. И сакав тоа да искористам до сите тие што се муслимани што го постат рамазанскиот пост, да не навлезам во тоа дали е валиден или кај нас имаше дебата. Да. Со години нема да навлезам во тоа, туку само да им посочам како братски совет дека нема шанси да можете да го искусите лезатот душевен на Рамазан ако не клањате редовно. Затоа што клањањето редовно, и тоа посебно упатувам прилика да сите да ги охрабрам мажите да клањат нели во џамија. Јас знам од постарите секогаш велеа мажите клањаат во џамија, жените клањаат дома. Тоа било како правило. Јас како што го знам, од времето на Божиот пратеник е така. Да. Пошто сега нели се случува, да не сватат погрешно жените, значи на жените им е дозволено во џамија, ама на мажите им е задолжително, значи на жените им е дозволено да клањаат во џамија, но се преферира и подобро е за нив да клањаат во нивните домови. Да. И има моменти, има многу кога се сретнуваш со други нели твои браќа и си разменувате искуство. Кога гледаш заедницата дефинитивно, да, за време на Рамазан многу. И посебно кога ќе видиш некои што се мачат со тешки физички работи, постат за време на летните нели месеци, што е многу захтевно. Меѓутоа ти успева до тоа и ти даваат инспирација за ти уште повеќе нели да си ги искористиш тие благодати што немаш некоја тешка исцрпувачка физичка работа, туку си уживаш во комотноста нели на твојата работа канцелариска или на твојот дом, ако си студент или човек што не е се уште нели дојде на време. Што отвори оваа тема, баш пред некој ден читав за овие тешки исцрпувачки работи. Дали тие може да бидат причина човекот да не пости? Значи да биде како оправдание за да не пости на тој ден. И субхана денеска живееме во едно време каде што, например, професијата лекар, особено ако е некој лекар кој што постојано работи со итни случаи и неговата работа може да биде многу исцрпувачка, многу
се бара од него значи да се внесе во таа работа. И во таа ситуација, доколку навистина гладот и жета која што ја чувствува во текот на постот, може да влијаат врз неговите перформанси и да заглази животот на некој или добросостојбата на некој негов пациент, му се дозволува да не го пости тој ден. Исто како Јас лично познавам некои луѓе на кои што постот им дело исклучително тешко. Многу им го отежнува секојдневието. Буквално не може да функционираат. Конкретно еве познавам и еден оџа што он не се жали, туку си го кажува тоа како податок, значи воопшто не е продуктивен за време на Рамазан. Да одржува редовни предавања после икиндија, кај нас е таква некоја традиција направена. Тој не може и тој си го кажа, за време на постот он гледа цел ден да го преспие, да си клања само дневните молитви, пладне и икиндија, и он си кажа дека тоа ми е од Аллах искушение, не можам, постот мене многу ме изнамачува. А додека за другите повеќе мина, ако беше првиот совет упатен кон тие што не клања, да почнат да клањат за да го осетат добрината, да благодетот на Рамазан, кон тие другите, веќе клањаат редовно, кај мене што било пресвртна точка, веќе Рамазанот да ми стане многу од телесен аспект неверојатно лесен, било почнување со постот од кога влегуваме ние во трите свети месеци што ги велиме, двата Реџеп и Шабан пред Рамазанот, да си ја искористат приликата секој понеделник и петок и четврток, секако е сунет тоа да се клања и надворот овие месеци, ама веќе кога влегуваме да почна. Во месецот Шабан, Божиот пратеник многу често постел. Целиот месец го постел. Да, дури има и предања дека целиот месец го постел, иако по автентично дека го постел поголемиот број од деновите во Шабан. И рекол дека тој е месец помеѓу Реџеп и Рамазан, кој што луѓето го запоставуваат, а во тој месец Аллах ги воздигнува делата на човекот, се воздигнува делата на човекот пред Аллах субхана таала, и јас сакам моите дела да бидат воздигнати додека постам. Тоа го рекол Божиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва салем. Авко, би сакал да те прашам тебе. Дали од твоето искуство 100 години, не се предаш уште. Сега преминавме на другата половина, така? На другата. Другата пееска. Другата песка сега. Вториот дел на столетието. Вториот и потешкиот дел. И дел со терапија, и дел со проблеми. Од твоето искуство, кога си се соочувал со луѓето, дали си забележал дека постот кај повеќемината ја прави таа промена кон подобро, или пак се забележал дека многумина можеби се формални во тој пост, дека остануваат гладни, жедни, но не може да видиш некоја квалитетна промена во нивното однесување, во нивната посветеност кон молитвата, во нивната посветеност кон доброчинство кон другите луѓе и така натаму. Кој е твоето? Доврзам на намазот. Да. Значи, ова ако одиме, ова е некој вид на next level постот, нели? Значи, без намазот ти не можеш да во целост да ја почувствуваш сласта на постот. И ако веќе клањаш редовно намаз, значи си едуциран колку толку, колку повеќе од колку другите кои што не клањаат редовно. За жал, до пред некое време повеќето од луѓето практика, особено можам да кажам за моите пријатели и роднини, преспива, значи повеќе од пола ден. Меѓутоа со тек на време разбира, им се има кажувано, нели, од страна на наши пријатели, оџи, лично јас сум ги советувал и некако да го почувствуваат тој ден, да бидат дел од тие активности, не само таму до икиндија да останат и нели повеќето денот да го преспија. Наистина луѓето голем број стануваат многу пасивни текот на Рамазан. А реалноста е друга. Да. Да станат поактивни. И да го искористат секој момент. Ние што поминавме веќе границата на 50, времето поинако го гледаме. Да. Отколку тие што се помлади. Кај помладите може би се уште постои таа има време ќе биде. Но кога ќе доеш после 50 години, одеднаш застануваш и гледаш
Countdown. Ова се можеби по моите последни 2 години, последни 3 Може да се години. надоврзам на ова. Да. Јас зашто инсистирам на нели го давам како совет на браќата мои, секогаш да почнат со постот пред Рамазан, значи за време на месецот Реџеп и Шабан. Залет. Да, затоа што ќе ги погоди Се нели првиот адаптираат. ден на Рамазан и он дур се совземаат, а веќе стигнало пола Рамазан, па веќе дур нели се уходени, крајните денови на Рамазан, последните вечери леле многу напорно и помина Рамазан, што вели нели оџата талха. Он на почетокот река, абе има време, ќе дојде Рамазан, ќе почнем ја тогаш. Ама веќе кога дојден Рамазан, е касно да се привикнеш на тоа како е да се пости, нели еден ден. Посебно тие што нели имаат зависности од најчесто од нели кофеинот, кафето и од цигарите. На нив им е многу тешко и првите денови они обично ги поминуваат и неретко се има случајно, значи луѓе што ги познавам да не може да го истрајат денот. Значи да почнат со повраќање, со страшни главоболки, па да завршат во болници. Тоа неретко се случило. Додека вака, ако они би клањале своеволно, како нафиле, нели сунет секој понеделник и четврток, они би И виделе, постеле. нели нема грев. Ако би постеле. Да, што рекој? Ако би клањале. Да, ако би постеле се извинувам. Да. И да го расипат постот без да го завршат, нали, да го истерат до крај, нема грев. Са нафиле пост, кога сакаш може да го прекинеш. Колку што знам, тука така, притодади си така. Иако според нашата правна школа, ханефиска која е тука, доколку некој доброволен пост го прекинеш без некоја причина, должен си, значи ваџиб, не ти е фарз, но ваџиб во ханефискиот мезхеб има 2 категории на нешто што е обврска. Нешто што е со Строго обврска. Строго обврска е фарзот, додека обврскано не е со тоа ниво на строгост, требаш да го надокнадиш. Иако во другите правни школи Па ја знам, дозволено, нели, дозволено е, кога да. За нели навидум банални причини некој дошол кај посланикот наш, донесол некои екзотични урми кои што не биле својствени за тоа место и он кога ги видел, иако постел, земал и ги пробал. Да. Иако веќе поминало повеќе од пола ден, ги јадел. Да, не, сакам да кажам дека во оваа Добро, ситуација не е должен да го напости тој ден, доколку се работи за доброволен пост. Но многу е битно што во многу работи, на пример, подготовката ја сметаме како многу важна и многу битна. Па Ако ќе дојде сега и за кој- спорт и за фудбал, Да. ти ние албанците имаме карактеристика никој да не се загрева и после кога се повредуваме, значи да има случаеви на луѓе кои што имаат веќе 40, 40, 50 години што решаваат да играат фудбал и за нив е од императивно значење да прават многу добро и темелно загревање. Значи они треба да дојдат на теренското игралиште минимум едно 15 минути да ги порано истегнат и да тетивите. почнат да ги истегнат тетивите, лигаментите, да ги активираат мускулите, да го загреат цело тело, зглобовите да се подмачкат. Нели као и колата зимно време кога ја палиш не почнуваш одма ја оставаш да работи на место. А кај нас обично доаѓа и ајде, знаеш, почнува влего и после се повредо. Ја мислам дека така да убава аналогија ова би можеле да ја направиме со месецот Рамазан. Ако ти пристапиш кон Рамазан, мислики дека као шпринти, одма, знаеш, ја немам гајле, ја там. Да. Влегувам и го почнувам, а имаш пороци, значи пушиш цигари, пиеш кафе, си зависен од двете работи. Посебно тие што се страстени и пијачи на кафе и пушачи на цигари. Како очекуваш ти дека ќе ти биде лесно? Да, па и чајот, нели, Чајот, кофеини, тој се одржи многу. Како очекуваш дека така тебе ќе ти дојде многу лесно уште од првиот ден? И јас не сакам, ова е нешто што многу, нели, е декураирано, како да го кажам, Обесхрабро. Деморализира и обесхрабрува. Да, обесхрабрувачки да се жалиш од постот, посебно кога си во обкружување на немуслимани и они те гледаат и впечатокот на постот им е, гледај ова што им прави на луѓето. И многу често знам дека нашите комшии што живеат со нас го користат баш точно тој аргумент на луѓето како стануваат за време на постот, како аргумент против исламот. Да. Гледај исламот каква вера, ги тера луѓето, ги малтретира, ги остава без јадење, без пиење, без цигари. Што има врска цигарата, зашто да не е дозволено? Туку демеки исламот е вера кој што го измачува човекот. Тоа е поентата. И затоа е невистинин.
Спротивното е вистина дека ова вера е олеснување во секој аспект. Да. Значи, И само тоа доколку си болен, доколку си изнемоштен, доколку си во ситуација кога не можеш да направиш, да постиш, на патување си, оправдано ти да не постиш. Сето тоа ти е дадено како можност од Бога, за да го компензираш во понатамошниот дел. Тоа е едно од нештата што навистина Значи, кај мене многу е буди битно голем тоа да револт. го знаат нашите браќа, дека во текот на Рамазанот многу поубаво ќе поминеме и многу поефективен ќе биде нашиот пост, доколку постои една видна подготовка. Месецот Шабан, кај првите генерации бил познат како месецот на тие кои што го читаат Коранот. Ја, може. Зошто вика во овој месец го подготвувале Коранот? Исто така овој месец бил со пост, се бил посебен, значи посебен месец во кој што постеле многу повеќе, затоа и алимите кои зборуваат за овие 3 месеца велат месецот Реџеб е месецот кога се сади. Месецот Шабан е месецот кога се вади, Машалла, додека месецот Рамазан е месецот на жетвата. Кај што ние ќе ги земеме плодовите од тоа што сме го направили, значи сме направиле подготовка и затоа многу голема е веројатноста од Рамазан да излеземе со простени гревови и со примени дела. А доколку не направиме оваа подготовка, знаеш како ми дојде? Фантастично кажано. Тоа што сакам ја да го кажам со многу зборови, доуловено во една реченица. Но не се наши зборови, се зборовите. Алхамдулилlah за нашите да знаат се бидејќи заалим. ние да само пренесуваме тоа што нашите учени го кажале. Исто така би сакал денеска, освен оваа физичка токсификација или токсикација, која што постои, која што лекарите често пати ги викаат луѓето. И месецот Рамазан, самите лекари велат дека е момент кога се прави детокс на целото тело. Па затоа и дури некои епидемиолошки студии укажуваат дека муслиманите имаат пониски стапки на канцерозни болни, затоа што го посочуваат постоењето за месецот на Рамазан како една од причините. Дека може тоа да биде. Уште не, нели, секоја корелација не мора да значи каузација, дека тоа е причината, ама има силни докази кои што наведуваат. Јас сеќавам пред наш доктор Али Љази, примариот. Тој велеше дека единствено во месецот Рамазан црниот дроб му е дадена можност да се одмори малку. Па да, и целиот дигестивен И тракт. целиот дигестивен тракт. Пошто ние А нели после од црниот дроб кој што велат дека е лабораторија на телото каде што сето детоксификатор на телото. детоксикатор би рекол. Што Значи, види, да. вие како лекари, кога некој има некои симптоми на некоја болест, му велите ова не смееш да го јадеш, ова не смееш да го правиш, ова не смееш да го правиш. Треба да земаш повеќе овош е зелен шук и да имаш посебна диета. Како би можеле ова да го проведеме и од духовен аспект? Бидејќи ние често пати ми остава впечаток хадисот на Божиот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем, во кој што кога некој ќе те навреди, кога некој ќе те опсуе, а ти си постач, кажи му јас постам. Јас постам. Јас постам. Дали тоа значи некоја друга состојба, друго ниво, и како луѓето ние рековме дека за жал многу побашно го сваќаат тоа. И не ова гледат можеби како на слабост, зашто ја да му кажам дека ја ќе го опсеа 2 пати по грубо и по Само пред да навлеземе во оџа, веќе кој ги спомнав лекарите и нивните совети што ги делат за време на рамазанскиот месец на нивните пациенти. Алхамдулилlah што е дојдено времето кога нели имаме зголем број на муслимани кои што веќе се имаат станато лекари и кои што сега они може многу пообјективно и подкрепено со научни докази да им делат и да им дадат совети на нивните пациенти. Порано било многу зачестена практика и то ден денеска, посебно од страна на лекари и муслимани,
Ако оди пациент, што е негово право, кај лекарот да му изрази желба дека сака он да го пости месецот Рамазан, дајте да направиме адаптирање на режимот на терапија редовна хронична што ја прима, за да можеме за времето на рамазанскиот пост да нема преки на терапијата и да си продолжат. Они без разлика ти можел да си има само една значи хронична болест, хипертензија, да кажеме, висок крвен притисок, за кој што постот делува бајаги благотворно и лековито, и он ќе ти каже: не може, ти не мора забрането ти е тебе да постиш, тоа многу лошо ќе ти влие. Не, апсолутно не. Или па на пример за шеќерната болест. Ние знаеме дека за шеќерната болест добро, ајде има исклучок за тие што се редовно се боцкаат со инсулин. Можеме тука, иако и за тоа може ти да направиш еден посебен режим. Добро, ајде ќе кажеме тие се оправдани и ослободени од постот. Меѓутоа, па тие што не се на некоја многу сериозна терапија, да кажеме хронична, за регулација на шеќерот, и на нив исто така да им забраниш, и на ред други хронични состојби кои што човекот веќе која стигнува 50-та година и натаму од животот, веќе почнува да се соочува со проблеми од таков вид и повеќето примаат некој си вид на редовна терапија. Сега работува што нормално, алхамдулилlah, за среќа, сега повеќе муслимани се доктори, и кога им доаѓаат пациенти изразувајќи им желба, или па некои се имат откажано од постот, дека докторот му има кажано така, и сега во контакт, консултација со друг лекар, тој му вели не, напротив. Затоа што само муслиманот ја знае големината и значењето на овој месец и сака за неговиот брат или сестра, и тој да може истите придобивки да ги добие, а не да биде од тоа одсечен, лишен. Многу е битно. Ние живееме едно време кога, например, луѓето се многу поврзани со овие дигитални алатки кои што ги има телефоните, интернетот. И еден многу интересно беше за ова лекоме дека ќе зборуваме оваа епизода, е таа дигитална детоксикација на телото, која што треба да ја направиме. Како ти гледаш, бидејќи имаш и колеги и луѓе, дали сметаш дека е сериозен проблем ова зависност од социјалните мрежи, од смарт телефоните? Дали е тоа нешто сериозно, кое што бара еден системски пристап да се излечи, да се промени нешто? Или пак сметаш дека тоа е моментално нешто? Јас сум на првото, тоа што го кажавте вие, постои еден синдром сега дефиниран јасно од страна на лекарите, fear of missing out синдром. Значи, луѓето имаат страв толку многу што се поврзани со телефоните и со вестите што доаѓаат од социјалните мрежи и од оговарањата што се прават. И еве сега актуелно ова со Epstein Files и што не друго. Претhodно беше пред примирие, лажното примирие. Ова се состојбава со Газа, нашите браќи и сестри во Палестина. Секој Аллах да им помогне на нив и да ја ослободи, амин. И они имаат страв дека готово, ако не бидам јас активен, светот ќе продолжи без мене, јас нема да бидам релевантен, нема да бидам актуализиран и нема да знам за што станува збор во светот. Додека, ако сега навистина размислиме вака пообјективно и понепристрастено, че ние треба нас да не интересира и да се ангажираме само околу тоа во кој што ние можеме да дадеме придонес и да го промениме тоа. Сега сега се случи ова. Каде си ефективен? Да, каде си точно така. Ако ти сега нонстоп од нонстоп има вести во светот. И не само во светот, као Македонија да ја земеме за пример. Ајде и не Македонија, Скопје да го земеме за пример, Чајро да го земе уште потесна заедница. Нонстоп има дешавки. Нонстоп нешто се има случајно. Да. И тоа се подкрепува и плюс со фактот што често сакаме ние чеирчени да излеземе на кафиње и да се сретнеме со луѓе. И сме во некој круг каде што пати разговараме за некои глобални проблеми, додека локалните ги занемаруваме. Точно тој феномен е многу распространет. Неколку дупки на тој пат по кој што поминам 24 пати во текот на ден, ама не ме интересира. Да видам што ќе направи Трамп со Мадуро во Венецуела. Дали ќе го земе Гренланд, дали ова, дали она. Тоа тотално е
Небитно ние не сме директно засегнати, а не само тоа, јас Дали тоа влијае врз тоа на човекот да се дефокусира? па затоа сега мислам една И од да причините стане малку- анксиозноста и паранојата и овие негативни психолошки појави се има толку многу раширено помеѓу луѓето дека ако ти сега ги следиш вестите и они види се експерти затоа што се имаат консултирано со психолози и човекот има наклонетост да му влијае и да му остави емотивен белег лошото повеќе него доброто. Нели ние кој што викаме го раниш 100 пати, не ти го знае за добро, еднаш го врегаш и вика леле ожата многу лош човек. Многу лош човек. И затоа они Ожата ми нервира. Да. Затоа фокусот е ставен толку многу на негативните вести, овие порталиве што споделуваат, они точно знаат што прават со тоа. Најмногу нели кликови, кликања, Кликање. кликнувања, да. Ајде, Може се. Добиваат точно на тие вести кои што имаат нели морбидна содржина. Тоа луѓето нели им буди Или повеќе некоја интерес. банална работа, некоја банална. Или тема. од друга страна да банална работа. Ама Жолта штампа, жолт печат. се е направено околу Сега тоа. се е жолт печат. За жал, луѓето повеќе тоа го гледат, отколку што да прочите нешто што му користи. И има дефинитивно луѓето во социјалните мрежи не се тие истите луѓе што се во реалниот живот. Да. Сега во социјалните мрежи сте приметиле и вие, многу- сите се негативно, Многу битен момент, да. сите се неверојатно многу негативно наклонети. Не Многу можеш... негативен набој имаат. Да, убаво кажавте. Не можеш да прочиташ дури и за нешто добро што некој конкретно политичар направил. Ако направил нешто добро, тоа треба нели да се поздрави и да се охрабри и да продолжи на тој пат. Споминува, никој не го гледа тоа. Обавезно имаш луѓе, нели ги викаме ние сега поново хейтери, кои што нели на таа статија, на таа споделба одма се фаќаат со негативни коментари. Не можеш да сретнеш сега човек кој што е наклонет за добро. Сите се наклонети према тоа. Према лошо, песимизам, Дали негативизам. не е видлива една видна дволичност? Или повеќе личност? Или тотална дисоциација на личноста, значи еден е видете, ова психолози и психијатри кажуваат дека за денешниве деца е многу потешок процесот на раст и развој, затоа што тие водат двојни животи. Еден овој реалниот што го велиме, другиот тој виртуелниот. Сега да тие предизвици вие сте ги немале, вашиот син ги има. И затоа секојаш апелираат према родителите да бидат, ако нивните, например, конкретно, ако вашиот родител бил трпелив према вас, вие треба дупло повеќе да бидете трпеливи поради овие предизвици, кои што, нели, човештвото за прв пат се соочува со вакво нешто. Иначе порано кога имало вакви предизвици за соочување? Нешто интересно денес слушнав, еден така мој пријател, вели Big Brother цела ноќ го следеле во Косово, 40.000 гледачи ги гледале додека спијат. Еве, ова со една реченица нашата така нашата состојба да ја објасниме. Сега да го поврзам со тоа дека Божиот пратеник вели кога постиш, нека пости вашиот вид, нека пости вашиот слух, нека пости вашиот јазик. Навистина, ние живееме во една многу токсична атмосфера, каде што постојано сме изложени на работи од кои што треба да го заштитиме нашиот вид, нашиот слух, нашиот јазик, да не говориме тие зборови. Па затоа овие дигитални или овој виртуелен свет во кој што живееме, често пати е фактор плюс кој што влијае во тоа луѓето да не може да го најдат правиот пат и да отидат во заблуда. Нажалост, тоа не засега и на нас, на тие што нели редовно клањат и општо се обидуваат максимално да ги практикуваат исламските норми. Јас забележувам еден феномен кој што навистина ми буди некој подбив. Во џамија влегуваш внатре и без разлика кој ти е ставот, дали да клањаш суне, дали да не клањаш пред фарзот, можеш да го поминеш тоа време на многу поквалитетен начин него на телефон да седиш да скролаш на Facebook и на Instagram. Не, знаеш што ми беше? Зошто не се ангажираш
кон правење зикр, кон читање на Куранот, кон било што и да седиш, јас знам старите кои кажуваат тоа како демеќе севап и самото седење во џамија без ништо да направиш се пишува. Интидару салат и бада сала и треба салата. Доколку чекаш намазот, после намазот и се сметаш како да си во намаз. Додека си во џамија меѓу два намаза. Меѓу два намаза. Доколку чекаш Кладне и киндија, како цело време да се клања. Не бе, акшам и јација, сега нешто пократко дај, доктор. Не, и кинди акшон. Болето. Зима се е кратко, зима од кладне до јација. Целта ми беше кога спомнав ова, да кажем, дигитална детоксификација, е тоа што сите ибадети, ако ги гледаме, имаат тајминг. Значи, намазот во своје време, постот го има, времето на имсак, потоа доаѓа времето на ифтар, значи се е поврзано со времето. И тоа би требало да не поттикне нас да станеме повнимателни со времето и со овие наши мали ѓаволчиња кои што ги имаме со себе, кои што ги често пати ни го уништуваат и наместо да го поминеме, како што вели на англиски quality time, го поминуваме со disaster time, кој што не уништува и нас и нашите значи и нашите мисли. Самиот факт што може да влијае во твоите мисли, може да предизвика депресија, може да предизвика некој вид на стрес, на некој психички притисок. Се тоа често пати е резултат на тоа што го гледаш и тоа што го слушаш. Па затоа што ти ако нели следиш тоа што се споделува по социјалните медиуми, мислиш дека ти си оф. Апокалипсата, кијаметот ќе се случи утре, додека нели ставот на јас еднаш го имам слушнато еден британец, тој кажуваше за неговиот шејх он кога студирал во Египет и нели млади како млади се интересираат за глобална политика, тогаш Египет нели неопределените со Тито и со Нехру и сега не ладната non-alliance. Ладната војна, Советскиот сојуз, Америка, НАТО, ќе има, нема да има нуклеарна катастрофа, апокалипса, крај на светот, едно друго. И кога не слушаше, вика нашиот шејх ова, ние како го дискутиравме, и он велеше, деца, значи кијаметот ќе се случи, кога Аллах субхана таала ќе го одреди тоа. Нити Америка не може да го предизвика, нити Русија не може да го предизвика. Спомнава и со ова инша ќе завршим бидејќи помина повеќе од 50 минути. Секогаш поминуваат многу брзо, инша ќе оставиме за некоја друга прилика. Сега да го споменам дека еден ден еден од асхабите го прашал Мухамед алейхиссалам кога ќе настапи судниот ден. Дел човечката природа е да сака да знае што ќе се случи во иднината. Одговорот на Мухамед алейхиссалам кој бил? Што имаш подготвено? Што имаш подготвено за тој ден? Значи и ова многу во корелација со тоа што го рекол шејхот. И Рамазанот е месец во кој што ние можеме да го искористиме за многу подобра подготовка за тој ден. А тој ден е клучниот момент во нашиот живот. Ако на тој ден успееме и се спасиме, ќе бидеме вечно спасени. Доколку не успееме и доколку пресметките не излезат како што сме тешко на нас. Како тогаш Ожа, може ли последно пред завршување на емисијата? Јас што сакам еве еден совет да делам. Не само јас на Лани што нели зборувавме за придобивките здравствени, телесни од Рамазанот, од постењето, што се навистина феноменални, толку се бројни што мислам дека тешко е и да може во една епизода, може една серија да направиме на епизоди за да ги наброиме сите нив и да зборуваме подетално околу нив. Да кажам само едно нешто до сите тие што ќе видат оваа епизода и ќе ја следат со внимание, дека сите тие придобивки ќе паднат у вода ако ние не знаеме убаво да отвориме ифтар и на правилен начин да водиме грижа за нашата исхрана. Затоа што бомбардираме телото со Значи се тоа што сме постигнале, како ова го знае митот на Сизиф, кога демек боговите него го има проколнато, за да го тркала тоа карпата до горе, до врвот на планината, а после пак да се зимне па однова. Таква некоја аналогија би можел да направам и во врска со нашето постоење. Ние таман стигнуваме до врвот на планината од телесни придобивки од тој аспект, за да после дојде времето на ифтар и ние да не се придржиме воопшто до сунетот и да почнеме да што велите вие тоа бомбардирање.
Значи, ја не велам некоја радикална промена, меѓутоа јас инсистирам на тоа и не знам, може би треба да се врати како порано, еве што кажуваат постариве, вика акшамот го клањавме во јација. Значи тоа те во џамија, да, се извинам, да, ја сме го клањале во џамија, тоа те обврзува, значи отвараш ифтар дома или во џамија отварале ифтар, имале само урма и вода. Клањале акшам и се вратиле дома и таман, гледате, има тука пешачење, има тука малце време на одмор, да се спреми дигестивниот тракт на внесна храна и на течности. Значи, таман кога си веќе вратен дома, тогаш може да јадеш како што треба. Во Саудитска Арабија ќе ти кажам, ова примерно со хурмите и со водата е во џамија. Потоа се враќаат дома, не започнуваат веднаш со главното јадење, ќе изедат некоја салата, некоја манџа или некоја чорба, потоа клањаат јација и теравија, после теравијата е оне главен. Ето тоа би било, ја мислам дека совршено. Тоа е главен. Значи тоа е еден начин. Луѓето, Да. ја не сум за Рамазан да направиш ти рестрикција на калории, затоа што тоа мислам дека обесхрабрано во верата, нели, као не треба да се гледа Рамазан као можност и прилика за да За ослабнеш диета, да. некој килограм. Туку јади си доволно количински за да те држи тебе во текот на денот, да може да ги направиш сите ибадети, да бидеш продуктивен, а не да преспиеш нели цел ден. Туку тој периодот само инсистирам на ифтарот Подели го малце да обратно. биде многу повнимателен човекот што прави, затоа што нашите практики навистина се крајно токсични, Радикални. радикално деструктивни се Да. во смисла на тие придобивки што ние би можеле да ги земеме, да ги понесеме нели со нас, ние што правиме сите нив и влегуваме во минус дури, да наместо во плюс да излеземе, ние се задолжуваме на нашето тело со штетата што му ја правиме за време на ифтар. Ако сме имали некои придобивки, со штетата што ја нанесуваме, ги надминуваме тие придобивки. Тие, да, дефинитивно. Ете тоа би ми било, Многу, докторе. Наистина не беше често, вечер беше со нас. Фати, Благодарам на тебе, многу, Алане, слажам. те награди што беше вечер со нас. Се надам дека малку отворивме некои теми, поразговаравме за нив, но секако дека ова не е нашиот последен Иншалла. подкаст заеднички. Иншалла ќе имаме можности во иднина тоа да го направиме. Поштовани браќа и сестри, вие што не следите, ве поздравуваме. Салам алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.